Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, во присуство на претседателката на Сојузот на пензионерите, директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, министерката Царовска, министерот Филипче, наистина денеска еве при крајот на годината имаме едно прекрасно задоволство да направиме сублимат на сето она што го разговаравме во оваа година, година и пол, во делот на највозрастните граѓани од нашата земја, најзаслужните тоа што го ставиле на нас помладите, да може да го унапредуваме, да го усовршуваме, подобруваме и така натаму, но секако и да разговараме за идните предизвици кои што се поставени пред нас. Како што знаете, ова влада сериозно, како левичарска влада, е посветена на вложување во човечкиот капитал. Вложуваме во младите, вложуваме во сите професии, вложуваме во повисоки плати, вложуваме и во повисоки пензии. Навистина во целиот овој период сите перформанси на економијата кои што дојдоа со крупните, храбрите политики, интеграцијските политики, овозможија да самиот буџет биде стабилен, да немаме раст на јавниот долг, да немаме дополнителни задолжувања освен за капиталните инвестиции и сите овие наши ресурси да направиме рамномерна распределба за придобивки на сите граѓани во унапредувањето на економскиот стандард на граѓаните. Навистина пензионерите, кои што се наши сограѓани, наши родители, мајки и татковци, баби и дедовци, преку 320.000 вкупно граѓани на оваа наша земја се дел од оние кои го заслужуваат најголемото внимание. Целиот работен век го имаат потрошено во напредокот на нашата земја, ги вложиле сите своји капацитети на своето работно место, во домот, во семејството и затоа заслужуваат да имаат пристоен живот. И не е точна тезата дека сите овие мерки се прават заради тоа што доаѓаат избори. Ние навистина уште во април и мај оваа година, кога објавивме бруто домашниот производ за првиот квартал од 4,1%, при една културна и музичка манифестација за пензионерите, го најавивме следното покачување, се заблагодаривме за трпението, за стабилизацијата на пензискиот фонд, кој што навистина треба да обезбеди дополнителни пензии за сите сегашни и идни генерации кои што доаѓаат. Најавивме навистина сериозно зголемување и тоа зголемување прво од јануари во оваа 2020 година просечната пензија е предвидено со покачување да изнесува 15.500 денари, а владата за 2020 година во самиот буџет, кој што во самиот парламент овие денови треба да се освои, предвиде покачување од 700 денари и дополнително согласување околу 200 денари, што значи дека пензиите 2020 година ќе пораснат околу 900 денари. Или од доаѓањето на власт на оваа влада од која добивме честа и одговорност од самите граѓани, тоа е јуни 2017 година, до почетокот на идната година вкупно сме ја покачиле просечната пензија за 1.746 денари. Ако продолжише по стариот модел, пензионерите ќе добија зголемување за само 400 денари. И тоа е предноста на структурните реформи кои што ги направивме. Имаме стабилизиран фонд, кој што порано, 2018 година, даваше дополнително 30 милиарди денари од буџетот во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, поради реформите, поради структурните промени кои што ги направивме, тоа падна на некои 26 милиарди и 500, од овие 3,5 милиарди разлика, 3 милиарди и 100 ги распределивме буквално за пензионерите. Со нашата мерка, за цела следна година, пензионерите во просек ќе добијат 10.000 денари повеќе или околу 850 денари месечно. Гледаме деновиве дека има обид и за кочење на законот за пензиите во самиот парламент. Јас апелирам во сите, тоа е наша одговорност, не само како пратеници, не само како политичари, туку пред нашите родители, навистина законот да го донесеме навремено, за да може да се имплементира. Пензионерите не треба да водат грижа, дали тоа ќе се случи, сигурно дека ќе се случи, но ова е една причина за која што треба да застанеме сите во самиот парламент, заради тоа што тука завршува самата постапка во правната формулација, за да можат буквално од 1 јануари да почне покачувањето на пензиите. Веќе трет месец пензионерите имаат и достапни лекови во аптеките во секое време, во било кој период од месец. За тоа зборуваше министерот Филипче. Секако за оваа сезона набавени се вкупно 28.000 бесплатни вакцини за грип за лица над 65 години, за лица со хронични заболувања, за децата на возраст од 6 месеци до 5 години, за бремените жени, како и за здравствените работници. Во предлог буџетот, како што беше кажано за 2020 година, определивме, алоциравме дополнителни 89 милиони денари за болничко лекување без наплата на партиципација за сите пензионери кои се со пензија под
просечната од 15.500 дејани. Сето тоа, како и сите други мерки кои што ги преземавме, ја покажуваат на вистина грижата на владата за нашите сограѓани, токму од оваа категорија, која што не отстапува од нашата стратегија за грижа за секој наш граѓанин и дека никој нема да биде запоставен.